Колку е важна безбедноста и здравието при работа и колку работодавачите во Македонија водат грижа за ова. Закон има, ама колку истиот се почитува. Денеска во Штип се промовираше едно од основните човекови права, односно правото на безбедно и здраво работно место. Целта е вработените здрави да се вратат од работа дома и во безбедна средина да го поминат своето работно време. Да, платите се мали, имаме многу несигурни работни места, но треба да сватиме дека на крајот од денот кога ќе отидеме дома, ако го изгубиме здравјето, тогаш и тие плати што ги зимаме ќе ни бидат уште помали. Овој сегмент е многу битен за развој на едно општество, затоа што кажа колешката дека многу пари од буџетот се одлеваат за да се санираат тие повреди на работното место. Согласно потрошените средства за компензација на повреди несреќи при работа, се забележува поразителен факт дека вработените не се запознаени со своите права, согласно Законот за безбедност при работа, вели Јанкова. Во нашиот случај во Македонија со земени податоци од Заводот за статистика се вели дека тоа се над 400 милиони евра кои што се трошат за компензација на повреди и несреќи при работа, односно средства кои што се излеваат од заедничките државни фондови, како што се фондот за социјална заштита, здравствена, пензиско и така натаму. Најголем дел од повредите на работно место се во доменот на градежништвото или земјоделието. Вработените во текстилната индустрија не се подлежни на сериозни повреди на работно место, вели Димитров, но дециден е дека треба да се води грижа за безбедноста на вработените. На текстилната индустрија, во текстилната немаме големи повреди на работниците. Најшто се работи за со игла убод некој прст, некои такви помали повреди, значи немаме за разлика од градежништвото, земјоделието, не де Боже со смртни последици така натаму, но се разбира дека секогаш може да се реагира на работно место. Затоа спомнав дека суштински да се имплементира законот значи дека стручните лица што се во нашите компании, ние кај нас имаме стручни лица со завршен испит, значи со лиценца за безбедно здравје. Тие треба повеќе да обрќаат внимание на секое работно место, да му кажат на работникот дека ова што го правиш може да ти предизвика повреда. Дополнително големи повреди се случуваат и во прекувремената работа, бидејќи одговорно и безбедно не може да се работи прекувремено. Синдикатите апелираат да се почитува работното време на вработените, како и да се води грижа за здравието и безбедноста при работа.